Ја прашувам. Текст на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. Добро вечер, драги гледачи, добре дојдовте во Тешки муабети неделно издание. Прво нешто што сакам да направам е да им честитам на македонските рекоментари, кои што ни донесоа огромна среќа, да направија сите горди. Успеавме да се пласираме на светското првенство. Еден гол направи разлика. Минатата утакмица ја загубивме со 2 гола, сега победивме со 3, одиме на светско. Честитки за сите, да му посакаме среќа у пензионирањето на Кире Лазаров. Да му посакам уште многу успеси во тренерската кариера. Вечерва со мене го имаме Јанаки, еден од најпознатите адвокати во Македонија, човек без влакна на јазикот, човек кој што пишува колумни, кој што знам за Фокус, имаш и свој портал, не се плашиш да кажеш, да даеш политички квалификации. Јанко, стандард недела. Знае дека тоа ќе кажеш. Не, се чегува. Прошлиот пат Скроз ме заборај. Инаку со Јанаки ја имам направено околу 4 интервјуа и ќе ти кажам дека навистина за него имам многу високо мислење дека е човек со интегритет. Беше дел од шарената револуција од идеолошки причини, затоа што искрено веруваше дека овој булшит од неправда и беззаконие може да се промени. Откако виде, почна да се бори и против оние што му беа слободни. Имаше храброст да се соочи и да им плесне, да ги плукне у фаца и многу, знаеш како, те оставаат вакви луѓе како него, те оставаат без збор, затоа што прво го има знаењето, страшно знаење друг, а второ има емпатија. Мислам дека е он еден од оние адвокати, неколку мина што ги има во земјава, кои на луѓе, кои име на вистина потребна помош, кои многу страдале, а немаат, им се нудел без помпа, без пиар, без реклами, да им помогне бесплатно во правните лавиринти. Јанаки, мене секогаш ми е чест кога ќе се видам, знам дека сме поолабавени и се, но ова не е толку тебе да ти го гала мегото, туку една позитива, да упатиме една порака, дека има луѓе, затоа што ја и натаму велам, оваа земја ќе оправат поединци, народ не. Овој народ никогаш не дигнал револуција, овдека никогаш немало масовност за големи промени, овдека имало само поединци храбри кои правеле исчекор. Кој ќе се свести историски да ги следи, тоа е тоа. Сега направи ти воведот зошто го поканивме него. Главна причина зашто те поканивме беше она стравично, шокантно видео кое што излезе од убиството на Денис Тот. На тоа видео видовме како први еден млад човек нокаутира друг, а потоа девојка од 19 години гази по главата на ракометарот. Прво нешто кое што сакам да те прашам, јас одма ти упатив прашање, пошто знам дека ја познаваш материјата, како би го квалификувал ти тоа убиство, како гледаш на тоа убиство, значи од правен аспект, не од она, не ди. Како би го квалификувал ти тоа убиство, ти веќе го исквалификува. Вака фала за... Знаев дека прво тоа ќе ти го рекам. Така е, само да се ви го... Гледа, ама тоа е фасцинантно, јас зашто живеам со него. Значи, дали е верна или рерна, има голема разлика, иако има исто суштинско значење, ама тоа е тоа управниот систем. Затоа слушајте го внимателно публико, знаеш озбори, повели. Да почнем за ова за Денис Тот, во однос на бесплатна правна помош, прво секој, и тоа многу слабо гледачи го знаат, што нели проблем. Ние сме должни по нашиве кодекси на етика адвокатски да даваме бесплатна правна, односно не смееме да одбиеме по тешка дисциплинска повреда, да одбиеме давање на правна помош на сиромашна странка, односно некој кој што нема средства да си дозволи адвокат. Кај нас тоа се врзува во Македонија за процедура преку Министерство за правда, меѓутоа не само јас, јавно сите ги поканувам што имаат правен проблем, а немаат средства и сам нормално треба да се работи на вистина за сиромашна странка, односно да немате приходи или да сте примател на социјална помош. Кај било кој адвокат можете да тропнете и истиот не смее да ве одбие, да го одбие слободно го пријавите во
во адвокатска комора. Во однос на однос на тоа, ти си имал јавни повици кога имало за некоја ситуација која што историја. Јави ми се, ке те брана. Многу сакам да го работам предметов од девојка во Велес, што го избода во Кушат Давеш. Да. Меѓутоа во рете во самоодбрана испадна апсолутно класична самоодбрана. Меѓутоа може да дојдеме и до тоа после во однос на Денис Тот и треба да во однос на Денис Тот види страшно видео, страшна дешавка, мислам причините се уште не ги знаеме бидејќи нешто излезе во јавност или нешто ти пушти во јавност, нешто излезе од лево и десно неофицијално или во домен на шпекулации. Моje мислење, а тоа го пишував и во колумнава најнова што ми излезе на сајтов на Фокус, која што се вика пробавте да скриете, што е една парола од 2011 протестите за убиството на Мартин Нешковски, може да се направи една ретроспектива. Беше ли ти само на тие протести? Јас имав многу пријатели кои што беа. Да, бев. И затоа можам да ви направам паралела да има многу сличности меѓу двата предмети во фаза на отпостојан или криењето, односно пробувањето се сокрие, меѓутоа во однос на самиот настан, дечкото што прв го удира или ти што велиш го нокаутира, за волја на вистината, по моје мислење, кое што не претендирам нормално да биде вселенска вистина, не треба да одговара за убиството, туку треба да одговара за тешка телесна повреда со смртни последици, затоа што барем тоа на видеото може да се види дека му удира првично 2 бокса и потоа не продолжува со нападот, па дури и ја отргнува девојката да колку што може да не го удира. Тоа не е случај со останатите двајца учесници, особено со малолетната девојка, тоа навистина за препостувачко однесување. Девојка едва е полнолетна, затоа што за третиот дечко не успеав да видам, сликата и не е баш, снимката и не е баш најјасна, меѓутоа не успеав да видам дали го удира или не го удира. Има еден удар во главата, да. Додека лежи, да. Додека лежи на земја, додека девојката повеќе пати се враќаше, нели, иако беше тегната, и за нив веќе состојбата е јасна, се одговара особено за девојката, ајде да оставиме резерва за другиот дечко, се одговара за убиство, затоа што во моментот кога некој лежи во безсознание, затоа што умислата кај првичниот напаѓач е претпоставуваме да го истепа или да го нападне. Да. Затоа што престанува се, но во моментот кога лежи доле со безсознание, особено кога гледаат дека не мрда, а продолжуваат да го дираат, веќе збориме за убиство, па дури и кај нив постои опасност, во зависност од тоа како ќе прогресира истрагата, да добијат и потешка квалификација, односно да добијат обвинение за убиство на свиреп начин, затоа што за мене, например, да шутираш некој во безсознание е убиство на свиреп начин. Тоа е во однос на квалификацијата. Нормално си има надлежен јавен обвинител, тројцата се во притвор, во однос на види за препоставен фактот, таму гледавме од видеото 10-12 луѓе. Постои посебно кривично дело, се вика неукажување помош, односно ако без да можеш сам себе си без да се изложиш сам себе си на опасност, ако не помогнеш на некој што е во животна опасност, е кривично дело. Никој не очекува, или барем да речеме да не очекуваме дека треба да се вмешаат во самата тепачка додека истата трае, за да не бидат самите повредени, но откако нападот заврши и влегува во такси, нели, овие обвинетиве, гледаме дека никој не му помогнува никој не му помага на коментарот, никој не вика брза помош, што доволно говори за нас и за нашиот недостиг на емпатија. Мора со една голема резерва да се каже, затоа што треба да бидеме сериозни луѓе. Случајот отворен, дека се тоа што го говорам врз основа на една снимка, која што за волја на вистината и не е целосна, затоа што, ако се сеќаваш, видеото почнува од моментот на нападот, ние не знаеме што се случило претходно. Процурија разноразни информации, дали имало непристојно однесување, непристојно довикување, па дури да имало, тоа не е никакво оправдување за таков тип на реакција. Да. Дозволи, поспреман сум затоа што сум ја од онаа генерација што го следеше судењето на О.Џ. Симпсон. Тортевски излезе на телевизија минатата недела и сосема поинако ги квалификува работите, спротивно од тебе. Прво, он вика дека смрт се констатира не со престанување на работа на срце, туку со престанување на работа на мозок. Предпоставам дека иде онако зениците не ти се шират, веќе џабе дали ти работи било кој друг орган, тоа не знам. И второ, дека девојката не може да одговара за тоа ти како нарече, затоа што во моментот, ако е тој навистина доле мртов, не можеш да одговараш за убиство на веќе мртов човек.
Види, прво, опцијата не знам дали се уште излезе и пак ќе ти кажам, Тортевски или било кој може да си има своје мислење, не претендирам моето да биде на пиедестал, но повторно ќе ти кажам и многу ќе биде тешко они ќе одговарат за соизвршителство, дека заедно го сториле убиството, односно барем така сега се гони, тоа може да трпи промени и повеќе пати. Меѓутоа не знам обдукцијата дали заврши, па да утврдиме, затоа што беше само предпоставка дека всушност смртниот удар е кога паѓа првично, па се удира лошо, па има внатрешно крвање на мозокот. Меѓутоа тоа е се во фаза на предпоставка и затоа не би брзале, затоа ви кажам дека ова што го кажам се е со една одредена резерва, бидејќи ние немаме на увид ни искази на сведоци евентуално и искази на обвинетите, но осомничените се извинувам, ајде 10, тие пак треба секогаш да се взимаат со резерва бидејќи имаат нели интерес да кажуваат својата верзија на настаните, мимо тоа имаат и право да лажат, односно неказнето да даваат лажни искази, се единствените такви во постапката што имаат таа привилегија како осомничени. Тоа ќе видиме обдукцијата, па после ќе коментираме дали имало или немало удари од после. Споредбата сега со Лишковски? Споредбата со Лишковски е следна, вака са кога беам, сад да не ми замерите нели што? Не, слободно. Што ќе зборуваме за владењето на политичката партија ДПМН во тој дел. Госети. Ја не, само ајде да ги има фак. Не, гледа се. Ева да се деси, бидејќи тоа знам дека бидејќи бев дел од тие протести, многу добро знам што се случуваше. Значи, прво беше и дури со наративот има паралела. Прво беше нема таков настан. Па после беше нема трагина насилство, па после има таков настан, ама истиот е решен во 24 часа. И тука беше не да нема таков настан, меѓутоа донесена нема трагина насилство, па за сето тоа се претвори во, ја гледав една новинарка наша кај на гости на утински брифинг кај новинар кој што апсолутно провладен и каде што тоа се барем по мое видување се обидуваше да се пере со случајот е решен за 24 сата, немало видливи траги од насилство. Видливи траги од насилство да нема на таков ќотек не е невозможно, меѓутоа исклучително тешко. Са нормално се тоа повторно го кажуваме со една лаичка обсервација, бидејќи никој од нас не е медицинско лице, меѓутоа имаме толку доволно искуство и здрава логика дека газење по фаца со штикли или не знам што нема да остави траги на насилство. Она што може да се направи јасна паралела е дека не достига крикот на така наречената невладина заедница во Македонија, односно на граѓанскиот сектор, односно сега не се бараат оставки, разни владини акумулатори не бараат оставки и слично, и затоа јас ја нареков последната колумна пробавте да скриете, што беше една од главните пароли заедно со ние не сме партија тогаш во 2011 година која парола па токму му сметаше на тој така наречен невладин, односно граѓански сектор. Така да дека има простор да се испитува, реагира и неколку правници, не само јас да не именувам, на социјални мрежи сигурно сте прателе. Да. Реагираа неколку правници дека може да се шири истрагата на кај обид за затачкување, меѓутоа да бидеме реални, тоа многу тешко дека ќе се случи во Македонија. Знаеш, мене што ми е прашањето? Зашто и дали имаме такво право во Македонија, на пример? Во Америка гледаме, имаше на пример многу познат случај оној со Кайл Ритенхаус, збориме за дечкото кој што за време на протести во самоодбрана уби неколку луѓе. И тоа уште вечерта излегува уби еден или еден. Двајца мислам дека уби, еден го повреди. Еден умре, двајца повреди. Да, го знам случајот. Да. Не, за тоа дали има прикривање или не. Може ли тоа да го расчистиме и чувај го ова, после тоа да се надоврземе? Дали не, чекај, ова ме интересира. Дали може, затоа што ја читав изјавата на директорката на таа што го примила на Карел и така натаму. Мојсовска, како се вика, се едно. Може ли, знаејќи го нашиот здравствен систем, може ли они да биле до толку лагодни, непрофесионални, да и поминало така? Ти текно е јавашлукот, непрофесионални, у 4-5 сабајле. Многу е без. Мора малце посериозно да ги коментираме работите, меѓутоа во однос на тоа дали постои прикривање. Па ќе ти кажам.
таков тип на ќотек, каде што ајде внатрешното крварење, мада го стајле, ако не се лажам, вечерта на томографија и на компјутер да го гледаат и така е утврден на внатрешниот хематом. За мене е многу тешко да помине без видливи повреди и тука сметам дека е проблем. И да е само тој момент да рече дека е сигурно, кога ќе доведете во корелација со факт утредента сабајле имате перење преку новинари кои што факт е дека се блиски до владачката партија, кои што повикуваат на тоа да се информираме од официјалните институции, а не од Facebook во услови кога изјавите од официјалните институции се дубиозни, нели благо кажано. Мене ми сугерира на тоа дека постои обид, односно првично се обидува да се сокрие. Од кои причини многу е, знаеш, моца и чудно. Издава многу информации дали се сликал со овој, дали се сликал со оној, за мене тоа помалку важно, дискотеката чува била. Ја, например, знам дека газдите се и од ваму и од таму. Така да во тој дел малку е чудно зашто и кој би имал корист да го крие убиството. Така да за мене треба да има, да бидам прецизен, треба да се истражи дали имало обид да се сокрие, затоа што кога излезе обдукцијата пак, ако излезе например на обдукција дека бил со набиеници, цел со модрици, со крвни подливи од како резултати на тепањето, првично се тврди дека нема трагедно насилие, тоа веќе би било проблем. Од твое искуство или од искуство на твоите, некој да попие таков удар у фац, дали таква повреда, ако веднаш, нели тоа треба да избие сам као медицинско лице, те прашувам, тоа треба да избие модрица. Тоа се зима. Сме гледали различни случаи. Жал може сега да играм бокс и навистина да немаш ништо во првите неколку часови, но после затоа ти кажам дека треба малку посериозно да пристапиме, да не навлегуваме премногу во домена шпекулации. Знаеш, мене што ми беше прашањето, се работеше за високопрофилен случај и таму имаме во Америка ностоп примери кај што полицаец, значи говориме шериф локален, тоа би било на ниво на некој началник кај нас во Македонија, да речеме началник на СВР Скопје, излегува и кажува информациите кои што до тој момент ги имаат за случајот. Зошто тоа не се прави во Македонија за ниту еден високопрофилен случај? Дали нашиот правосуден систем забранува такво нешто? Пошто јавноста ја интересира. Јавноста се шокира, јавноста... Стварно, значи какви детали? Дали се сеќаваш кога, како се викаше тој Фрицу Австрија што го фатија? Фрицел што го фатија. Му знаевме име, презиме, шо прел, како прел, уште не судење почнало тоа. А ме нападна кога во Велес ја инсистирав, знам какви напади трпев, кога го фатија тој трите малолетни керки што се ги силувал. У Дневник тоа беше на насловна страна. Има преку 10 години. И одма презумција на невиност бара од мене зошто јас барам името да му се каже и јас Фрицел го посочувам. Зошто онда они, така да истото го прашува. Зошто ние одма нешто мора тоа забумуljeno да биде, а во прогресивните демократии кај што учиме како треба правен правосуден систем, одма искачат и знаеме милион детали. Твое мислење? Кај нас прво не се известува соодветно. Кај нас треба да се држат обуги како да се известува соодветно. Излага на телевизија, полицијата го реши случајот. Полицијата никогаш не го решава случајот, полицијата прибира докази, апсио сомничени и слично. Судот го решава случајот. Кај нас треба да тргнеш од таму дека навивачки се известува, потоа треба да се тргне од фактот дека кај нас е политички поларизирано општество, не знам, власт им сметаат спектакуларни апсења кога власт не им сметаат и обратно. Се говори? Да. Не им сметаат и обратно и од тука односно делот на ова стопени што го спомна предметот, кај нас е на страшно ниско ниво правото на международно, односно самоодбрана популарно право. Што значи тоа на многу ниско ниво, правото на нужна одбрана? Сега да кажам што значи. Земете пример на класична самоодбрана како што се случува во 90-те, што ја Иван, намести го, Само. Ништо не да те појачаме. Што си ти во многу. И како и дедото со секира што се одбрани која... Да. Сега ги кажа за тој баш тек на Пале од Велес.
која што е типичен пример и тој предмет треба да заврши во самото обвинителство. Значи да, нормално полицијата нема веќе надлежност од 2013 таков тип на надлежности како порано, односно сега обвинителот ја води истрагата и обвинителот треба да одлучи дека тука нема простор за горење. Они даваат обвинение за убиство на МИК, односно дека поради нападот, да, што за мене е неправилно, меѓутоа веројатно логиката на обвинителството дека ете судот нека одлучи да не биде до нас. Меѓутоа не е тоа баш така, зашто во скопското обвинителство јавев на предмет, ако ви текне пред 5-6 години може има 5 сигурно, кога имаш обид за плячка на менувачница на Чешма. Не на Чешма, да, на Чешма. Во кисела вода, да, човекот ни е повтор пат ограбен, човекот е претходно еднаш испукан, куќен пријател ни е, керка му ми беше колешка, значи ги уби во класична самоодбрана и таму обвинителот одлучи да не покренува воопшто постапка, па да остава на судот. Иначе тоа е многу интересен предмет и тоа ќе се раскажува затоа што по балистичкиот извештај седен куршум двајца ги утапа. Не знам дали сме... Да. Едниот со тетеец му го пробуши стомакот и од позади на другиот што му падна пиштол од кога го зимаше го погоди у глава. Сам тоа уште милион пати да се повтори, нема да се повтори, само тоа е само за на филм. Меѓутоа човекот и кај нас ние имавме 2018 или не 2019 година пред да почнат лудилава нели со пандемија, го носевме на предавање Тома Фила. Нели нема потреба посебно го представуваме легендарен адвокат, од кој што дознавме дека во Србија е тоа проширено. Например, кај нас нужна одбрана можеш само сам себе ако се браниш. Друго е крајна нужда друг ако браниш. Меѓутоа имотот и твојот дом не спаѓа во нужна одбрана. Например, во Србија тоа е променето, каде што е додадено дека и при одбрана на имотот важат правилата за нужна одбрана. Замислете сега некој да ви влезе дома. Каква е таа правна разлика? Ако повредам демек... Не, ако ти влезе некој дома, дека имаш право да го ликвидираш доколку не бара да, односно доколку те загрози животно или доколку не сака да го напушти твојот дом или доколку има реална опасност по твојот живот. Кај нас? Не, тоа ти велам во Србија е сега направено. Во Србија? Да, во Србија е сега. А кај нас како треба да постапам? Кај нас домот не е заштитен на таков начин и тоа е жално затоа што Тома Фила барем така викаше дека секогаш кога одел на пат и оставил пиштол на жена му и кажал дека ако некој влезе дека треба да го упука и дека полесно се излегува од затвора, од гробишта. Од гробишта не се излегува. Кај нас е домот иако е као уставно заштитена категорија на доста високо ниво формалната заштита, неговата суштинска заштита е мала, прелесно се даваат кај нас налози за претрес, од тоа да трнеме на полиција, до тоа да вие немате заштита, конкретно во корелација да го донесеме случајот што ти го спомна со дедо Љубе. Ја тогаш ја испуштив, требаше ја да бидам дел од неговата одбрана, меѓутоа син ми беше тогаш мал и кога требаше да одиме, пошто е многу непристапно село, со 3 сата пешки. Син ми имаше температура, тоа беше дојче и беа колегата Христијан од Куманово и Жаре Стевановски од Прилеп, мислам. Класичен пример за мене на самоодбрана, него, ако не се лажам, уште се по судови, затоа што прво го гонат за оружјето, кое што му е него останато од дедо му, за оружјето, и второ го гонат за пречекорување на границите на нужната одбрана, односно фактот да овие што го малтретирале не биле вооружени, иако му влегоа дома на него, на бабата, ја врзува, ја малтретира, он се ослободува, ја зимат во цевката и ги решава, нормално што зарем требаше да ги моли, сајве молам, оттидете си или почекајте доека викнам полиција, имаше информации дека имал едниот од напаѓачите моторна пила и они, ако не се лажам, уште се влечат по судови, затоа што формално кога гледаш, он кај нас барем ја пречекорува нужната одбрана, овие се не се вооружени. Не, го гони основно во обвинителство Куманово. Значи не е по приватна тужба да речеме некој од роднините. Државата за оружје, за илегално оружје и за пречекорување на границите на нужно. Зошто државата е толку заинтересирана во еден ваков случај? Зашто умре човек, другиот беше повреден, а тој другиот што беше тешко повреден, па сакаше да го тужи за офмори мајко, сакаше за оштета да го тужи дедо Љубе, затоа што нели го испукал, тоа му го одбија многу нормално, меѓутоа тоа ти е класичен пример како кај нас домот не е заштитен. Да влезе некој да те врзува, да те малтретира и ти немаш права да се браниш. Но таа шизофренија ја имаме и на запад. Например, Тексас ако отидеш, чекај, у Тексас ако отидеш,
што се вика му пречекориш у неба, ќе те упука со Не снајпер. сега дека има нема право да да те убие така од чиста мира, меѓутоа ако не сакаш да го напуштиш домот после неколку предупредувања и А од друга страна, читаме случај, стар човек му влегле, дури тој се повредил кога идел и го тужи кога прерипувал прозор и го добива. Мислам, такви работи. И сега се прашувам каде која е границата? Што ја не разбирам, што ние не разбирам? Според вас зашто не су еден сосема друг систем. Кај нив порота одлучува. Порота на граѓани лаици одлучува дали си во право или не, а одлуката за казнување е секогаш на судијата. Кај нас има порота, односно има судии и породници, меѓутоа тие се сосема формален дел, според мене и треба да се укинат, мислам, немам ништо против луѓето, меѓутоа на вистина не е, односно нивната улога не е запазена, затоа што гледа се теоретски на совет од еден судија и двајца судии и породници, они теоретски може да го надгласаат судијата ако не сметаат како него, во однос на меѓутоа тоа во пракса никогаш не се случува, во принцип како ќе каже судијата, така се продолжува, така да тој дел на граѓанско учество во кривичните постапки кај нас е само формално запазен. Ја имам... Пак не ми е одговор на прашањето. Како? Па на прашањето, имаме ли генерално човештво има ли право да се брани себе си и имотот и кај е границата што не смеам да направам или што смеам да направам? За домот ми зборуваш, за имот, за дом? Слушај, кога некој ќе ти влезе дома, што е загрозено? Ја треба рационално, пази. По нашите сегашни закони немаш право да употребиш сила додека тој не употреби сила. Не така е, значи него може да ти влезе дома, што се вика и на кауч да ти седне. Па малку е смешно и затоа ти кажам дека јас се согласувам со колегата Фило и апсолутно сметам дека во нашиот кривичен законник треба нужната одбрана да се допрецизира и да се однесува на домот. Не сега на имот имаш негде дуќан или не знам, меѓутоа на домот апсолутно мора да се прецизира. Значи, од мене се бара кога ќе ми се случи таква ситуација, јас да бидам рационален, пресметлив, како можеш у тој адреналин да бидеш пресметлив? Ке викнеш полиција, ке чекаш да дојдат. Абе, сега да ми изнервираш мене, раце ми се тресат, не можам да свртам број. Тоа е друго, глеј са. Па ќе ти кажам, не е дека и во Америка имаш ти право некој ти влезе дома и ти веднаш вадиш пиштолот и го пукаш. Има лимит, каде е границата? Границата е дали во тој случај за употреба конкретно на огнено оружје, ако сакаш да збориме. Добро, во виски пукаш, во пот. Така може. Меѓутоа зборам за употреба на смртоносна сила. Так. Во тој случај границата би била дали према тебе е употребен таков тип на сила или не. За девојкава од Веле што го уби сопругот, Она беше животна опасност, он ја давеше врз неј за 140 кг. Така. И тоа беше најинтересно што после тоа произлезе дебата дека со низиното ослободување и не пресудување заради убиството се охрабруваат многу жени утре да предизвикаат. Не, тоа го тропаше глупости ова девојче што го зборевме пред да почне емисијава, значи тоа се глупости. Тоа не се оправдува никој. А што треба да се направи? Да викаш почекај, не ме дави, сега ќе викнам полиција да ти доаат. Мислам, човекот прво тој е таму заштитуван, тој е полицаец кој што е повеќе пати третиран за насилни дела, за насилство, тотално го изолирал девојчево од семејството, ајде деца, тоа си е нивни избор, нели да не се мешаме во приватен живот, меѓутоа со тепање на сестра пред нотарска овако, со давење на не знам некоја тетката, значи 2-3 пати суден за насилство и за семејно насилство, бидејќи го пратев предметот на како сведок на одбраната, сведочеше бившата сопруга или невенчана сопруга на насилников. Кој што кажеш дека насилство му било за добро утро. И сега, кој е виновник во ова? Целиот правен систем е виновен. Апсолутно не таму заштитуван, тоа ти зборам и тоа е цело време е он легендарната полициска солидарност во Македонија. Нема тука доаѓаме до суштинскиот проблем, она мечка цело време го збориш Јанко и кај тебе у емисија го збори и тука дека луѓето ќе почнат да земаат правдата во свој раце. Пошто имаме корупција која што убива луѓе. Зашто? Еве ќе земеме примеров со Денис Тот. Таа дискотека не смела да работи, немала лиценца. Добро. Ако не работела лиценцата, немало ни тој настан да се стрци, ќе немало расисти, сега ти е малко. Сега таков момент преш, ако немало црци, ќе немало расисти. Банализирање е на банализирање е затоа што ама е
Така. Види, индивидуална е кривицата за мене. За мене не дискотеката треба да репнат и да казнат, меѓутоа гледаме дека кај нас тоа и да си ги вадат пломбите, тоа не важи. Не наоѓам кај нив кривица за настанов, затоа што вината е индивидуална, едноставно има тројца осомничени кои што се ими и со презиме приведени и ја мислам дека вината треба се бара кај нив. Еден мој колега поранешен судија, сега адвокат, смета дека треба да се истражува и во насока на обезбедувањето, кое што пак може да биде одговорно за неукажување помош доколку биле во непосредна близина, бидејќи тоа се случува непосредно пред клубот. Кои други предмети сакаш да ги... Па види, Чекај. Ајде. И тебе треба се малце путерче да те намачкаме. Во еден афект, Милош, ти дозна, значи се однесуваше како Јанко јади бурек, значи не професионално, не новинарски, туку на емоции. Дозна од некој ти рекол дека не знам, ово ја пипкал, ја чепкал, имало сексуално ово на ваму и таму, и ти во тој афект си направи еден преступ, не е битно, така се растат, така растат децата, рече дека апсолутно тогаш во таква ситуација и толку беше згрозен и така натаму. Тогаш дури и јас ти реплицирав. Да. Родена керка да ми закачал да овакво, не можам да оправдам убиство. И сега да направиме. Дали уште мислиш, еве и да имало сексуално вознемирување, тоа ме интересира сега. Еве, дури и повулгарно од тоа што си го разбрал, а немало, Па не знаеме дали имало или немало, али е неважно. Не, чекај сега, па он излезе со информации дека уствари се расправале за таксито кој да влезе. Во мојот случај, апсолутно си дозволив да коментирам нешто што не ми е во доменот на професионалност. Јанко јади бурек оригинално. На професионалноста. И ја викам, се извинив бидејќи јас во некој афект, бидејќи тоа сексуално вознемирување и сите тие работи мене ми се гадни, ми се превртуваат цревата од тоа. И јас кога го коментирав тој случај, коментирав за дечкото кој што прв го удира. Тоа што девојката му газеше на глава понатаму, не можам во никој случај да го оправдам, бидејќи не знам. Види, гледај са, пак ќе ти кажам, ја го добро се сеќам, ти кажа дека тоа било по неофицијални сознанија исказ на осомничена во... Отпосле дознав дека исказ на осомничена. Не, се е тоа во ред. Прво гледај са, вака, пак ќе ти кажам, има интерес она да го збори тоа што го збори. Ако тоа навистина го кажала, втора работа секогаш се земаат со резерва, односно не е кај нас формално определено, меѓутоа најмала доказна вредност има исказ на осомничен, затоа што прво има право да лаже, второ право има интерес да го кажува, тоа што го кажува, односно да намали или избегне кривичната одговорност. Која е дефиницијата? Има право да лаже. Има право да лаже. Сега, во што е проблемот? Види, предметов, у принцип, облукцијава да заврши, мислам дека е завршена, многу брзо ќе оди со обвинение и многу поише работи ќе. Ајде да оставиме да се јас го знам и конкретниот обвинител што го работи предметот, способна жена, да оставиме простор да име како ќе прогресира сама истрага. Зашто бе да оставиме? Јанаки, колку работи оставивме бе? Колку работи оставивме? Каде е автобусот? Каде е болницата? Ќе доеме за тоа. Мислам, беа дел од темите кои што имавме изјазара и тоа. Правно ништо нема разрешено, човече, имаме драматична ситуација која е од клучно. Добро. По делот на автобусот мислам дека збори за овака ласкарци со Дурмотурс. Збориме и за Дурмотурс. Дурмотурс предметот е очекувано да трае подолго, затоа што се повеќе обвинети. Има многу штетени лица. Односно сите што се таму повредени се водат како оштетени, речиси сите патници беа, сите тие имаат адвокати и сите тие имаат право во постапката. Така да дали трае подолго или не е спорно. Оно што е спорно е како државата дозволила да одреден превозник на патници си биде сам на себе контрола. Односно да има регистрирано. И тоа мислам дека само тука на Балканов може да се случи, нигде на друго место, збориме во цивилизиран свет, не во земјиот третиот свет, да си биде сам на себе контрола и да си пишуваат нели пасови за своите автобуси. Тука е проблемот, затоа што пак се случило овде нормално многу сериозно кривично дело и за тоа има постапка, меѓутоа факт е дека системски кај нас се дозволуваат таков тип на
таков тип на пропусти. Вие не можете да ми кажете дека МВР нема механизам да контролира или дека не знаеле дека е тоа случај. Оние кои што се директно одговорни, нормално тука од МВР треба да ги прозиваме во поглед на другото. Ставо мислам дека се при крај со првостепената постапка, во однос на мене ми е многу поважен, глупо е да кажем поважен случај, меѓутоа поскандалозно е однесувањето на органите на прогонот за случајот со 14 живи изгорени во болницата во Тетово. Знаеш како многу пати сум ги коментирал политички, например во Македонија, малце вон контекст. Во Македонија сите партии на албанците во Македонија се во принцип националистички настроени, односно влечат гласови на тој основ. Меѓутоа никогаш не сум слушнал ни од БЕСА, ни од Алијанса, ни од ДУИ, ни од ДП, ни од никој да условува со таа истрага. Да рече ние сега нема да ги гласаме овие битни закони, ако не видиме ние брзо 14 луѓе изгинаа, наши сограѓани од Тетово, мислам дека воглавном или скоро сите беа албанци, а и тоа е неважно, меѓутоа еве да речеме доаѓа од нашето гласачко тело, така да. И никогаш не сум слушал, тоа е во колумна го зборав, ниедна од нашите албански партии да условува прогрес или гласање за некој закон со таа истрага. Еве ние нема да ви гласаме ако нема да издржи столчо. Не веќе почне да крцка. Не се кири. Не се кире, тоа таму имаш. Само може тоа е базарено признание. Шипката да ти пробие. Да, фала ти, таму има признание. Проблемот е ако ти стане убаво. Таму имаме признание од страна на тогашен премиер. Од страна на тогашен премиер дека нема технички прием на овие модуларни болници, дека се народски кажано шалабајзерски праени, види. Сваќаме ние дека ситуацијата била итна, дека требало побрзо се направат, ама крај на крајава вие сте тие што ја менаџирате во момент држава и таков тип на оправдувања јас не примам. Да не зборуваме за тој кој ги градеше болниците и како се брзо искеширани, односно веднаш, после ставање во употреба и сето тоа не носи до нас во принцип до тоа што ти го зборуваш, да фактички корупцијата убива. Болницата у Тетово ти е класичен пример како корупцијата убива и таму нема да има никаков јас знам 2-3 се земени на испомош обвинители од Скопје во Тетово, бидејќи у Тетово се останати 2-3 само многу малце. Едната е казна обвинителка, говориме за онаа горе што беше на Лейла која што се испокара со министерот за внатрешни работи. Види, ја ќе ти кажам, Лейла беше таму, па тоа е така зашто она беше таму доста да не решам главно, дека 10 години беше и долго време беше прв човек на овој Тетово и ја разрешија токму поради тоа. Тоа не е правосудно ќе видиме дали ќе се жали до врховен, али у принцип ја сваќам поентата во однос на модуларната болница, чисто се сомневам дека ќе има кривична постапка, не само што нема да има кривична постапка, гледате, мислам дека ни директорот на болницата не го сменија, под кој е модуларниот дел. Да. Мислам дека, ова го кажам само, меѓутоа мислам дека ни таков тип на политичка или морална одговорност немаш, а не да збориме за кривична, мислам смешно. Не, ама види, знаеш што, од една страна од правен аспект разбирам да се договлекуваат вакви тешки постапки и да има должина, значи треба да се прибират докази, се работи за мокни луѓе, се работи за изгубени животи. И да не се мокни луѓе пак ќе трае. Да. Но од друга страна тоа што Јанко го вели, веројатно па се враќаме на тоа комуникацијата со јавноста. Значи ние чекавме 4 месеци сигурно германски извештај за тоа што се случило во модуларната болница, за потоа да добиеме вештачење, за потоа да добиеме една информација дека потврдиле само дека бил тој некој кабел штекер, ама во таа истрага ја верувам дека германците дошле до податок дека изолацијата која што се користела не ги исполнувала. Не само да не ги исполнува, него лесно запалива. Која тараба да ја спомнувате? Тие истите германци што го правеа вештачењето за атентатот на Киро, уште не го знаат. Пред 30 години са. Одма германците чим ни направат вештачење ништо брада. На кривична одговорност стандардите за градење дали се исполнети, затоа што ако не се лажам излегува информации дека се градени фушерајски, нормално со коруптивни побуди, со лесно запалив, со материјал кој што е лесно запалив. Ја читав нечива анализа кој што на некој човек кој што анализираше што се треба да има и што се нема и зашто нема е многу јасно, така да во тој дел дали требало да знаат. Види, вештачењето ние да не го видиме цело, епилогот ќе биде тој.
Јас барем очекувам, не очекувам и така ќе биде, мислам доволно искуство имаме и гледај сега ти велиш поминало време. Кај нас одма не доверба, кај нас од старт се нема доверба, од старт сите знаат дека таму во тој случај нема никој да одговара или кабелот ќе одговара. А во што има доверба? Кај нас еве, кај нас да принцип читаме. има доверба во армија, во црква или во џамија и во армија и можеби во председател. Така, правен систем, адвокат, судија. Еве народов сега, овие што гледаат, нека искоментираат. Дали верувате во правниот систем во Македонија? 8% имаше сега, 8%, да. 8% и не треба да не... Тоа е страшна порака. Види, ке нас е проблемот повеќе децениски, не е многу луѓе тргнуваат од 90-та година, не од 90-та година, затоа што комунистичкиот систем во Македонија го создаде симбиозата која што ден денеска совршено функционира, а тоа е недозволена врзаност на судство со обвинителство, односно во дел, состојбата е најдобра во Скопје, во помалите градови е хорор. Во дел судиите самите се сметаат дека се едно те исто, односно дека се државни органи, а не се државни органи. Ај објасни го малце како тоа е кај нас подобро и што е малце да разјасни. Не, уопште разјасни го тоа тој спој помеѓу обвинителство и судии. Да, види јас стално се како треба да биде по тебе? Се замерувам, мислам вака се дискутираме со колегиве обвинители кои што нормално со тоа не се согласуваат формално, а и судиите, меѓутоа сите што малку време поминале по нашиве кривично правни лавиринти, знаат дека ова што го говораме така. Вие само треба да зборувате треба да видите статистика, например во Соединетите Американски држави процент на обвиненија кои што поминуваат се движи од 55, значи од држава до држава варира, меѓутоа во држави како Тексас е 55%, по-конзервативни да речеме, до најлибералните доаѓа до 75%. Значи во една поминува, дека се почнува дека обвинението ќе помине, ќе се потврди од суд, ќе биде прифатено дека е тоа така. А дека е тоа така, а не дека ќе почне во најлош случај вие имате 25% шанси да го бутнете обвинението. Говориме се од позиција на обвинет. Во Македонија тие шанси ви се во најдобар случај 5%, и ова го говорам со многу голема одговорност, и особено имаат висока пролазност на жалби во однос на санкција во апелација. Во принцип имаат многу привилегиран однос. Не би навлегувал во детали затоа што тоа многу пати сум го говорел. Мене еве сега ви кажам како банален пример, мене една обвинителка во Штип, тоа беше уште пред 7-8-9 години. Отворено ми говореше на кафе пиење нели во канцеларија дека било нормално да си помагаат со судот бидејќи биле државни органи, нормално судот не е државен орган и тоа например не беше пречка за таа колешка да прогресира и сега да е обвинител во организиран криминал. Судот не е државен орган. Не, судот е власт. Судот формално е власт. Обвинителството е државен орган, меѓутоа судството е оддамна кај нас влажен сон на секој политичар. Влажен сон на секој политичар. Да. Како може да се ресетира? Како може? Бидејќи по мене, Јанаки, по мене ако треба ние да правиме Great Reset и да ја оправиме државата, по мене од таму се почнува. Кога го кажеш, ми доаѓаат некој на конспирации, на кажи. Дека ако кај нас треба да се сега види чај малце чекај вазелино да го осетам, па да овако, ако добро и ја. Дека кај нас за да се оправи ситуацијата, по мене не треба да се тргнува од политичари, од народ, од ова или од она. Тука со Мечка доста се расправаме. По мене треба да почне од правниот систем. Треба, ама гледај са што потоа. Гледај, Сега ме интересира твое мислење. Еве ти мислење, прочистување да речем. Како? Гледај, прво треба да разбереш дека сите судии кај нас и обвинители, тој нив да ги прашаш нема да го кријат, дека особено избрани во последните 15-20 години, да речеме на некој начин се аминувани од некој политички фактор, од овој или од оној. Од таму треба да требаш. Меѓутоа исто така треба да требаш дека се самите многу приемчиви на политичко влијание. Едноставно не сакаат да се конфронтираат со политички авторитети, што например не е секаде случај. Ти види во Турција колку судии беа апсени од бидејќи не сакаат да му угодуваат на Ердоган. Тука е личниот интегритет секако битен, меѓутоа оние не се заштитени ни како фела. Сдружение на судии постои, не постои, Сдружение на јавни обвинители па не постои освен на хартија.
така да и они самите не се заштитени, меѓутоа и се што е факт и се самите многу приемчиви на политички притисок. Како се реши ситуацијава? Има повеќе нели ветинг за докажување на потекло на имот и така натаму или реизбор. Например 96-та година кај нас беше направен реизбор каде што 650 суди мислам дека во еден или во 2 дена се избраа. И сега што со тоа? Факт е да речеме дека поголемиот дел од суди од тие 650 се пензионирале, па дошла друга политичка гарнитура и сега си ги промовира своите политички гарнитури. Многу тешко дека во догледно време ќе имаме позитивно поместување, затоа што пред се нема политичка волја за такво нешто, настане оставите ги политичарите што говорат дека независно со судството бла бла бла, сите сакаат да стават рака и проблемот е кај самите суди што многу лесно паѓаат во, да речеме, калапот дека едноставно така се прогресира. Вие можете да бидете колку сакате квалитетен, не можете да прогресирате ако немате политички амин. И тука ќе ви послушам и со пример, со ова нели Милош нема се согласи. За мене, и ова го говорам врз основа на цела кариера, например Добрила Кацарска е судија, што многу добар и спремен судија и опасен, меѓутоа факт е, и ова е повторно моје мислење, да речеме, грешам, дека условно речено се продаде на политиката на крајот на својата кариера, во ситуација кога е судија од 86-та година, гледа дека не може да прогресира, колку сака може да биде и судија и строга и не знам, исполнителна и праведна, и дека не може да прогресира и по моје мислење, нели, изборот во уставен суд беше, фала Богу, награда за експедитивноста на 27 април. Ја исто и со Милош не се согласувам околу тоа дело, меѓутоа во делот на експедитивното судење, кое што ќе биде проблем, тоа кај тебе во емисија сме го збореле во Страсбург, на маратонски судења секој ден по 12 сати, ако за нешто падне, ќе падне или за аболициите на Иванов, или за Мене ми е жал судењата маратонски. Милош и Мечка што го немаат гледано тоа ти беше феноменално излагање за пресудите овие што идат деку 22 оваа година што ќе биде преломно, ама ти мислам ова е рано. Убаво тоа многу го образложи и многу ќе им беше добро, како ја убаво сам си зборам, али добро, научен сум да бидам игнориран. Значи ти тоа така убаво го елаборираше. Ја како? Не ме собира. Ако ти е по-близко. Не ме собира вече. Добро се, голем човек. Кажи Јонко. Кој ме е бе? Добро ме види го се. Добро ме види го се. Не, види, во однос на еве за 27 април, значи... Ма што коментираш? Не знаеш што зборам. Знам што збориш. За Страсбург, за што ви паднале за таа емисија. 1 сат ти тоа го образложуваше и мислам дека никој до сега кај нас го нема образложено од сите можни правни аспекти тоа го фати. Од аболицијата. Кога беше првостепената присуда, нели коинцидираше со некои избори, со парламентарните предвремени... 7 април? Да. Не, коинцидираше со гласањето за промена на името. Не. Кога почна. Ја ти зборам кога ги осудија. Добро. Коинцидираше, беше непосредно пред, ако не се лажам, 2020 предвремените избори. Ајде, земи дзирни на интернет, мислам дека беше така. Не, тогаш може да беше за апелација. Они ги зборам за прв степен кога ги осудија. Прв степен мислам дека ги осудија. Тоа беше парламентарни избори. Не, председателски избори мислам дека беа. Не ли беа заедно? Председателски и парламентарни. Не, тоа беше Пендаровски кога го избраа. Ја мислам дека тоа го форсираа предметот заради избори, пошто види, па ја знаеме тетката од Прилеп, ти крвареше на тоа правеше СДСМ кампања. Буцката, една плава теткица. Не, гледај сега што е работава, што ако се луѓе окриви, осудете ги, меѓутоа никој право постапката во смисла на... И затоа ти кажам дека тој предмет би паднал само по тие два основни блиц да репризираме од тоа што е зборено кај Јанко. Или ќе падне, затоа што Страсбург не се интересира дали си ти прав или крив, туку дали некој од правата во конвенцијата ти се повредени, углавном тоа се држиме на право на правично судење. Дали си имал право да докажуваш. Не само дали си имал право да докажуваш, дали си имал право квалитетна одбрана да даеш. Не можам јас да дам квалитетна одбрана ако јас влезам у судницу од 10, 7 до навечер до 10 и утредента се очекува истото од мене, кој јас нема да имам време ни да приправам материјали, ни да гледам докази, ни да опонирам докази и така натаму. Тоа ја сведува одбраната на формалност,
затоа што не е суштинска, значи не се гледа суштински да ми се дозволи да се докажувам, туку про форма да помине дека ете стимале право на одбрана. Тоа е една работа и втора работа аболициите на Иванов, на кој што апсолутно се противам и сметам дека човекот требаше да одговара заради тоа, меѓутоа односно барем политичка одговорност да понесе, меѓутоа Страсбург нема да го интересира дали он имал право да го направи тоа, немал право, дали бил под политичко влијание на одредена партија или не бил. Туку, дали имал право, а имал право да ги донесе, или немал право, и дали, и бидејќи е непознатост, непознаница е повлекување на аболиција во нашиот правен систем. По тие два основа, ја мислам дека ќе се утврди. Иванов да ја повлече. Петрук не може, џабе, гейм овер, затоа што Тоа ќе биде голем проблем и употреби многу пари ќе не кошта. правна фраза која е многу јака, бетон, а тоа е стекнато право. Стекнато право не се одзема. Тоа го кажа Јанаки кај мене. И ја, ти викам, ме остави без текст. Пред 2 години беше ова. Ќе дојде. Ако го бараш, ќе му пишеме сега да дојде. Слушај, едно прашање имам околу аболицијата. Дали мислиш дека ќе се случеше се целиот тој пазар што го видовме на политичката сцена, ако станеше аболицијата? Говорам од промена на име, па до двојазичност, па до сите оние промени суштински кои што беа во државата. Знаеш зашто? Не, ако знам дека сака. Ме разбираш, од тој аспект те прашувам, пошто јас како ја сваќам од денешна перспектива аболицијата на Иванов. Јас сваќам дека он тоа го направи за да никој во политиката не може да уценува никого со кривични пријави. Значи, едноставно да... Он тоа го направи, бидејќи беше 10 години под сериозно влијание на политичката партија ВМРО-ДПМН, односно беше нивна експозитура и ради тоа го направи. Тоа е моје мислење сега, не навлагам. Не може. Значи, апсолутно, бидејќи беше врзан за се уште за политичката партија ВМРО-ДПМН и ради тоа ја донел аболицијата сега, не се лажеме. Ти го стоиш до тој став. Тоа така е, не да не види. Ама зашто Иванов сакал тоа да го направи, не можеме ни јас ниту ти да докажеме. Ама зашто би докажувале? Ама не за право, са прво оделение лекции по демократија, имам право, немам право. Тоа све во ред, меѓутоа се знаеш како многу он ние не ги нема зашто ние да ги докажуваме неговите побуди. Логичко размислување ми е тоа. Добро, а сметаш ли дека шарената револуција и објавувањето на бомбите ја уништија во целост довербата во системот, општо како држава, и сега ги гледаме последиците на тоа? Сега, проблемот е тука што не го гледам така, меѓутоа проблемот е што СДСМ и тоа е една можеби единствена вака црна дамка што ја замирувам на Рената Десовска, ми беше професор на правни, ја многу ја сакам. Меѓутоа факт е тоа и тоа што го кажав затоа што не е во ред, затоа што во новиот закон за јавно обвинителство на многу перверзен начин се реши тој проблем, односно тоа прашање во смисла на тоа до тука додека ги гониме овие што се од ваша политичка опција важат бомбите, сега од кога ќе донесеме ние овој закон, овака пробувам да го пластифицирам нели за поширока јавност, сега од кога ги изгонивме ваши, односно од кога испуштавме обвинение, сега веќе не важат бомбиве. И тука е главниот проблем за бомби, за уништување на довера во институции. Види, мојот став е дека ВМРО-ДПМН владееше на исклучително коруптивен начин и клиентелистички начин и требаше да се тргне таа политичка гарнитура. Што после се деси е друго прашање. А ова како го оценуваш владењето? Ова го оценувам како супер лошо со тенденција да оди на уште полошо. Споредено со претходното? Споредено со претходното, мислам дека секој еден човек, секој еден политичар во Македонија и секоја политичка партија која би имала 11 години власт би се престорила во она што беше ВМРО-ДПМН, особено период 2013-2016. Политички се вика секоја власт има тенденција да се корумпира. И единствен коректор на власта е опозицијата. Значи, колку една власт ќе биде коруптивна, зависи не од власта, туку од опозицијата. Види, може и заради тоа не забегаат до тој степен или немаат можност да забегаат до тој степен оваа политичка гарнитура, поради тоа што имаат па се уште дури со прибирање и секако по 10 партии, се уште имаат многу тенко мнозинство. Инаку не се сомневам ниту за секунда дека би било копи-пейст доколку СДСМ добие. Па и имале они апсолутно мнозинство во 90-тите, па сме виделе што
Значи не е врзано тоа за кај нас за политичка партија, туку е врзано за тоа како кај нас луѓето поимаат политиката, а тоа е пред се од коруптивен аспект. Милош, на кај Идеш, затоа што сакам уште малку да останеме овде со Шаренава и со... Слободно. Се ми е многу ми е јасно што многу млади луѓе влегува во шарената револуција, чувствувајќи го сето тоа што, например, нели, колку си погоре, колку си поблизок до власта, го немаш, ја немаш таа перцепција, колку си подале, ја имаш перцепцијата на корумпираност и лошо владење и дека земјата иде во лош правец. Но врвот на се требаше да биде ние, за да излеземе од целото тоа, ние требаше да имаме некаков фалконе. И тоа ни го притисна меѓународната заедница да создадеме специјално јавно обвинителство. Така. Ја создаваме Катица Јанева, 40 незини соработници, жена со можност... 13 обвинители, 12. Добро, баш. Абе, ја сакам модали баба, малце, али баба да, и 40. И, значи, со огромна плата, со Катица не имаше 4-5 евра легални приходи месечно. Значи, Катица не имаше 4.000 евра легални приходи месечно. Легални приходи. Што ти треба? значи кралица можеше да биде на Македонија. Не, она можеше да испуга легенда. Еден мандат, овој сега да биде у европска обвинителство, ама тоа Што е тоа? Што е тоа? види вака сега ќе ти кажам. Прво гледа. Не знам. Прво го излезе само. Сакам Катица да нема ти никој не ја знаеше. го кажеме? Катица нема никој не ја знаеш и са тоа е проблем и не е проблем. Не е проблем затоа што и не мора сите да знаат, особено у фела која што са не она актерка па да знаат, а е проблем затоа што самото познанство во јавноста си носи свој гаварит. Од самиот момент кога избра, прво треба да се каже дека е избрана по согласност на двете најголеми политички партии. Веројатно, проценувајќи го од сегашен аспект да го гледаме, веројатно проценувајќи го низиниот ултраслаб капацитет, сметале дека може да манипулираат, а и сега има постапка кај Шукамчев им ги бара парите за кои што се осудени, кај што на самата тоа го кажува дека вели партииве мислеа дека сум провинцијалка и дека може лесно да ме манипулираат. Тоа е последната неделя. И тоа е веројатно точно затоа што прво види жената само треба да отвори уште и да сватите колку е саат, меѓутоа да речеме добиваше бланко поддршка и пред се во пиар она беше подписник во пиар, знаете дека други две колечки незини беа форсирани, кои се нели вака и подопадливи, помлади, поинтелигентни ако сакате. Да не правиме муавет. Во однос на СЈО беше здружно удушено од страна на ВМРО-ДПМН и СДСМ и ДУИ. Со амин на сега ќе кажам зашто. Точно е дека не најголем дел веќе скоро сите обвиненија одеа против членови на, бидејќи го покриваат тој период против функционери на ВМРО-ДПМН, меѓутоа нашите политичари во тој дел за заштита од кривичен прогон сигурно размислуваат малку подалеку и сигурно дека ниту еден политичар не сака да има таква силна институција во Македонија. Например, Катица Јанева кога опција, во ред ја опција, можеше слободно да биде избран сосема друг обвинител и да продолжи онаму кај што се застана. Тука на преку ноќ здружно се удуши тоа обвинителство, тоа го аминуваше меѓународната заедница, што пак е јасен показател кои биле мотивите на меѓународната заедница фактички биле смена на власта, затоа што инаку би продолжиле со поддршкава нели за специјално јавно обвинителство, тогаш А не за средување на состојбата криминалот и корупција. Им е гајле за тоа, ама искрено им е гајле. Кој ми е гајле, тебе ти е гајле се у текста што се деша. Значи, и тогаш моја професорка Десковска тоа се обиде да го оправда дека еве редовно во обвинителство ќе продолжило со предмете, што е своевиден парадокс затоа што па специјалното јавно обвинителство беше формирано бидејќи нели редовно не можеше да си ја заврши работа како што треба. Тоа е завршено на приказна на Боки Гоб на 18 години и затвор. Жртва Рагна не би го нарекол, бидејќи самиот си каже цвеќе за мирисање не е, меѓутоа мислам дека многу добро знаеше во што се впушта, а и ако сакаш да збориме е премала риба за таа бара крокодила, како викаа србите. Мала бара пуно крокодила, да. И кај се парите?
Види, ја прво искрено се сомневам дека нив им се предаени толку пари. Орце Камчев може да го сакате или не го сакате, старо куче и дека ќе дозволи да му земе милион и пол дека ќе си дозволи таков стар лицец да му земе Боки, ја би се запрепастил. Мислам, прво егото нема да му дозволи вака да му го предае милионот и пол. Таков профил на човек. И мислам дека тука беше од негова страна добро изиграно, да се има снимка кај што број пари, а никој не може да ти потврди дека баш тие пари биле предадени. Ако знаеш кој стои зад Боки 13 и сега ти треба да ги даеш парите, тоа ќе ги предаш парите? Не ме разбираш. Никогаш не може да се докаже реално дали он тие пари му ги предал, што ги снима и ги брои. Тоа е факт. Ти не можеш да кажеш дали тоа било така или не. Да, он се снима, му вика ти ги спремам парите. Некои пари се земени, факт е. Дали се милион и пол, дали се 500.000, дали се се. Ја мислам дека збореше у таа торба колку пари не го бара многу пари. Тоа е за мене што тоа банализирање на целиот муавет. Зашто тука станува збор за сериозен случај. Да, значи, затоа ти кажам, не е битно дали се милион и пол. Не се дали се милион и пол. Да, па излегува нели Силјан Мицевски, овој Азамовски како беше од Амзовски, Адриан Амзовски. Тој дечко од Струга. Не, и јас се сакам, не е битно дали биле милион и пол. Факт е дека му се барани пари и Орце веројатно во одреден момент си направил математика, си викал, овие сакаат да 6 милиони му бараат само од притвор да излезе, замисли за делото колку ќе му бараат и веројатно си направил во одреден момент проценка дека треба да и него одмазнички му влегува, тоа е факт, бидејќи им ја направи белјата со случајот рекет. Знаеш што ме интересира? Ја спомна меѓународнава заедница. Сега имаме ситуација во која што американската амбасадорка вели дека граѓаните имаат 8% доверба во правосудството. Вика, ви дававме толку пари за борба против корупција имаме се поише и поише од ден у ден. После таа изјава оди у притвор за Кири, гледаме дека Арта Најро, како се викаше, за Гаврил Бубевски, овој за перење пари Арафат Муареми, гледаме дека се тргнати по еден пат, откај што нема назад. Па тоа види не излезе, ја знам вие го најавувавте дека следно ќе било оставки или апсење на ова, па ама не излезе у јавност. Гаврил сега го избра за прв човек на овој Скопје, зашто би го избрале ако сакаат да го тргаат, и тоа е малку мислам дека ви се шпекулативни тие наводи за конкретните двајца колеги и тој Арафат не го познам. Мислам знам дека е директор нели на што беше на финансиска полиција. Нема, види имаше правобранителот, има случај, има поднесено кривична пријава. Не е тоа шпекулативно дека ние знаеме. Не, дека ги тргнат. Зборам дека е шпекулативен дел дека ги тргнат. Тоа уште не знаеме дали ги тргнат. Меѓутоа види, знаеш како се пушта таму и ќе се иземе обвинителството. Таму друго обвинителство ќе работи, нема го работи Скопското. Што не може се он ги пријавува, а ова едниот е шеф, другиот работи тоа. Значи, тоа сега ќе делегираат друго обвинителство да го работи. Што од тој случај ќе се деси, останува да видиме, затоа што е факт дека на крајно сомнителен начин успеа да го измекне имотот, нели бројчаникот ќе вртеше, па од Божем ќе ги запленеа парите, он у дента кога се поднесува барањето, он си го префрла имотот и на тој начин ја изигрува државата како доверител. Дали има затајување, веројатно тоа е интенцијата на правобранителството, да се утврди дали има пропуст на обвинителот и тоа го искористил тогаш осомничениот сега осудено и као сега Шекочан. Што прави ситуацијава меѓународната, пошто ти трна со тезата баш е гајле. Искам да ти кажам, многу е наивно. На 36 години мои да верувам дека они нешто се секираат за нашиот правен систем, дали бил коруптивен или не. Нив им е битно да се води надворешната политика како што ќе се диригира. И у принцип толку завршува интересот на нашата земја. Нити се мутави, нити се глупави, ниту не знаат дека ние сме ултра корумпирани. Мислам, тоа ти е као да ти кажам каде има корупција на секој чегор. И така да дека тоа нешто они посебно они се секираат, па види, се тоа флоскули кои што се дипломатски, кои што се за војавност. Ние сакаме да ви помогнеме, многу ве сакаме, ве гледаме. Нив им е битно, ова е болна точка, Балкан не буде барат, нив им е битно тука да биде како што они сметаат дека ќе биде, да нема руско влијание. И у принцип, а што во натре ќе се дешава, значи буквално не им е гале. Зашто би им било гале? Тебе ти е гале са, не знам, во Даблин што се случува. Не, може вака да куртуазно да кажеш ние колку го сакаме ирскиот народ и тука ќе заврши твојот интерес за Даблин. Види, ама дали Џони Фалконе е само или untouchables во Америка, Фалконе во Италија? Еден од многу жал што ќе го Дали
кажам, нема муда како Джовани Фалконе да си остави животот во торба. Мада не можеш и да споредиш затоа што таа организација Коза Ностра е многу поопасна и помоќна. Нели му дига во воздух и Цел автопат. Да. Цел автопат. Сакам да кажам, дали тоа беше дело на волјата политичка на Италија како да излезат веќе еднаш да го прекинат тоа и дали кај нас може да се случи во некое време и дали такво нешто може да помогне. Таков не. Познатите така наречени Maxi Trials, кога го судеа врвот на Коза Ностра, меѓутоа и тој случај не завршува тука. Нив ги судат првостепено на многу години затвор, па корумпиран судија за кој што подоцна се докажува дека корумпиран во апелација ги ослободува сите. Па дури на Врховен суд повторно ги осудува. Значи тој случај не е поминат така без скандали. Во Македонија за жал веројатно после СЈО нема да се има доверба во ниедна институција од таков тип, затоа што види секогаш СЈО ќе биде синоним за пропаднат проект, односно или испуштена шанса или како сакате викајте. Во таа насока не сум оптимист. Партизацијата факт е дека ВМРО да помене во 10 години дека беше на власт сериозно држаше стеги на македонското правосудство. Тоа е факт, вие сакате да се согласите, сакале не. Меѓутоа факт е и дека партизацијата продолжува. Например, јас господјата не ја познавам и не сакам да испаде дека деградирам или дека сакам само да завршам или дека сакам да го деградирам, да ја деградирам професионалната кариера, меѓутоа во овој момент судскиот совет например го води жена која што мимо тоа што е излезена од политичка партија, не мимо тоа исто така битно, меѓутоа и е жена која што например никогаш не влегла во судница, не видела пресуда. Тоа за мене она формално ги исполнува условите, таман работа да не ги исполнува, меѓутоа ти е јасен показател за ставање рака на судството. Види, мене ми изгледа целава ситуација дека судиите и обвинителите едноставно се бараат газда. Тоа е Затоа ти реков приемчиви на политички притисок. Еве сега ти кажам, ти ако тргаш од логиката дека например тоа многу долго не е битно кој многу долго го користеше како политички наратив, ВМРО ДПМН 650 суди 96. Точно тоа, ама тие луѓе кои починал, кои се преженал, кои се све. Од тие 650, 450 се сменети у периодот кои што се они на власт 10-11 години. Така, и саке си кажеш, па добре, можеби тие луѓе треба да им ги штитат интересите. Не, мислам, дресот се менува одма веднаш, освен за најведнаш, значи као веднаш, освен за најистурените играчи кои што можеби лично се огрешиле како Панчевски, како не знам, Лаличич или дел кој што оваа гарнитура можеби си ги перцепира како проблем, или не знам, стари дугови речистуваат. Имаш порака од гледачите. Ајде. Ја прочита? Не. На Васко Ефтов да му го вратише лечето. Васко Ефтов, ја ќе идам, ќе му нарачам, жими се, ќе идам, ја ќе оплатам, ќе идам, ја ќе си курам костими, да му се купи еден костим, зашто нити е сирумав човек, има гледаност, прави пари, супер и дај Боже да прави, ама така лошо за облага, тоа е ужас. Значи тоа не. Фала ти брат. На овој малце ли е премачка, види го. Добре. Види. Бар наса нешто. Фирма Сумо, Клавович седеше, професор Клавович седеше на исто место кај што седиш ти. Безбедност овој? Да, негова експертиза му е борбата против корупција. И он вика, Миодраг, така. Да, Миодраг Клавович. И он вика, случајот со Фалконе, случајот со Колумбија, со справувањето со картелите не може да се преслика во Македонија. Па и не може. Зашто? Бидејќи вика во Македонија немаме мафија, Така, него државата е мафија. Да. Да. И се од оваа ситуација, ја како млад човек сакам да верувам дека има излез. Верувај брат. Верувај брат. Не те спресуваме да веруваш. Што ќе правиме, човек? Па ќе ти види. Не, види ова случај ето до таму ќе идеме. Види, еве ти Пописов. Земи го ти Пописов се. Слушај, Злафе, слушај го. Бетер од британци. Нели викаме? Кажи ми, дали децата ќе ти идат надвор од Македонија? Дефинитивно. Ги форираш. Јас ги форсирам апсолутно, затоа што и тоа види, до пред 2-3 години сум бил најголем противник за иселување. Ке се опре, треба да работиме све. Ја и ден денешен би било што се вика, са јас сум атеист, меѓутоа нели као греф од Господ е да се жалиш. Греф од Господ е да ти се жалам у држава од финансиски аспекти зборам. Мирко Попов е, фала Богу, Јас што сум атеист.
За секој случај, од бе. финансиски аспект немам никаков проблем, имам кариера која што е супер за мои 36 години и се тоа супер. Меѓутоа државата факт е дека не ја бива. Еден поразителен податок ти е дека се празниме увелико. Ти види го, бројот на многу луѓе се вознемирува и оној за мене беше глуп бојкотот на попис, тоа мора да го кажам затоа што освен што се намали бројката на македонци не гледам што друго се постигна. Ја може да не ги прифаќате бројките на пописот до утре, ако сакате тие ќе се водат како официјални. Меѓутоа, земи ги податоците на, нели, ако исклучиме манипулативноста со диаспората, бројот на албанци воопшто не е подигнат. Не со него намалене. Добро, 2002 се 25%, зашто тогаш диаспората не се сметаше, сега се 24%. Оној популацијски бум. Значи, нема веќе 8-10 деца, купуваат станови, се осовременија. Ще си излагаат надвор од држава. Ти диаспорава грив, еве, кај нас се знае, ние етнички македонци кои од диаспора се појаки нели у Австралија и можеби у Америка, оние држат европскиот дел од диаспората. Значи масовно иселување. Кај нас нема, не знам како ти кажам, дека не гледам. Ја керкам уште ден денеска форсирам дека завршили средно и магла од тоа. Тоа е жално да го кажеш, мислам да се жално да се каже, нема човек. Ја затоа мене ми смета кога се промовира патриотизам како професија, ја не знам човек што ни се сака државата или меѓутоа ова ти е катастрофа. Влегуваме во оние нешто слично се случува со Бугарија. Ти го објави, мисля, че ни денеска колку 2,5 милиона луѓе си отишле. Нели? Па само види во Лондон има негде околу 2 милиони пољаци. Ама има една масовно, работа, друго ми е поентата. Поентата ми е, нема празен простор во политика, ако падне атомска бомба, па и пак тука народ доаѓа. Ке никне, ке почне некој да живее. Значи, ние збориме македонци, права, јазик, овон. Кој ќе го збори? Друга опасност. Кој ќе го збори? Друга опасност е немање на кадар. Ти зборам на најобичен кадар како келнери и шенкери во кафич. Мајстор бегаат не по може Хрватска, да по мајстор Хрватска. не Џони, објавив дека мајстор Најдов ми ја премачка кадата, стара 30 години. Па не сум добил поише пораки последниве 10 години. Број да ми даде. Овој вика, ја не можам да постигнам. И тоа не е нешто добар мајстор. Онака некој маља, омулја, бр, ја премачка када. Човече, ти не знаеш што е од броеви, од све. Требаше кантата да ја донеса. И шмири гледа, има некоја нова боја, емайл на водена база. И прошло пе, немај се. За кај Сити Мол. И тоа е добро да се збори, зашто во последно време му дадоа 3 години, зашто во последно време стварно е во пораст. Односно во последниве години се многу во пораст сообраќајни незгоди со смртни последици. Да, на дечкото му дадоа 3 години затвор, што е подзаконскиот минимум, пошто таму одаа со умисла, односно 4 до 20 години затвор. Прво треба да се тргне од тоа, ја можеби ќе звучам неемотивен или бескрупулозен, меѓутоа морам да бидам професионален, значи прво не се работи за убиство, се работи за сообраќајна незгода со смртни последици. Многу нормално дека семејството на оштетената, односно на починатата и нејзините блиски пријатели тоа ќе си го перцепираат како убиство и мене ќе ме перцепираат негативно поради ова што го зборам, меѓутоа од правен аспект е тоа така. Дали е казната соодветна или не, види. Факт е дека е во законски предвидените рамки, ама исто така и факт е и дека е во ублажена подзаконскиот минимум, без да видиме некои посебни вонредни олеснителни околности кои што бара законот. Он ги има редовните олеснителни околности. Факт е дека не е осудуван млад, каење, жалење са тоа, секој се кае на суд. Не се жали, се кае. Немој молим те. Не се кае секој. Не, формално секој се кае за да добие привилегија пред судот. Значи, момчето, значи ја ги читав извештаите. Он бил не побегнал, останал на место, он бил под шок, младо дете. Не се сомневам дека е тоа така, што значи не треба да добие санкција, меѓутоа. Ставувам, нели, у Америка да е ова, ќе има психичка еволуација, дали е накурчено некој копиле. Психичка еволуација е работа тука на одбраната, не е работа на обвинителството. Одбраната треба да Во секој случај ја што ќе добијат родителите ако овој млад човек биде уништен. Од друга страна, не, така е, од друга страна, види, ја разговарав со, имам пријател кој на времето ова му се случи. На истото место таму на семафор, вози на зелено, вози у ограничена.
недозволено му претрчува жена. Ја удира жената. Не умира. Иде у болница. После 15 дена у болница лежење, што кома ова, она, ваму, таму, не од последиците од тоа добива воспаление на бели дробови, што ти ја знам, и починува. 6 месеци добива. И ја разговарам со него. И се у најолеснителни околности. Нити си крив, нити си ништо и така натаму. Вика, правото, вика, мора да гледа малце пошироко. Прво, да спречи крвни освети. Демек, нешто е задоволено. Второ, вика, значи, човек да ти падне, да возиш, да ти падне од авион на хауба и да умре, пак ќе одлежиш макар месец дена. Макар месец дена. Сега карикирам ја малце, дека чим има смртна последица, секогаш постои можност да нешто направиш било што, за да не се случи смртна последица. Да кажам, предмет кај што не се одговараше, не се ни подигнани обвиненија, а позната жена, тоа беше оваа Андријана Алјачки. Моја другарка, мислам познаничка, беше и сведок непосреден на настанот. Тоа е на Рузвелтова семафорите. Во правец према зоолошка. Добро. Две ленти се како што знаеш. Да. Еве да речеме Алјачка и еве комбе пред нејзе, малце пред нејзе, доволно да го блокира видот. Што се случува? Се пали за нив зелено. Меѓутоа во истиот момент кога што се пали за зелено, постариот господин што почина и лесна му земја се пушта да помине. Со комбе го гледа и го пропушта, меѓутоа она не го гледа, од комбето става во прва и трга и он буквално пред нејзе излага и она го гази. И сега ти да ги прашаш роднините на починатиот, нормално дека поради ниската доверба кај нив ќе има сомнение за корупција и така натаму, а од собраќајен аспект факт е дека ако се верува на тоа што излезе во информација како информација во јавност, дека не треба да одговара. Така да не е точна таа теза дека во секој случај на смртна последица треба да се одговара. Меѓутоа, гледај, кај нас генерално казните се ниски, тоа е факт. Казните кај нас се генерално ниски, а од друг аспект и треба да бидат ниски затоа што ние ние го немаме оној момент на рехабилитационен момент. Значи, капацитети за такво нешто немаме, казано поправените домови кај нас се катастрофа. Порано ти си постар, сигурно се сеќаваш дека Идризово имаше цела индустрија. Цела индустрија од стокачување до работилници, до сето тоа е заменено, само браварската работилница, мислам дека се доби шак на подарок. Има една дешавка, нема го кажам човекот нормално по име по презиме. Они изработуваа таму тоа. Имаше познат чевлар, човек кој што беше чевлар во Стара Чаршија, кој што бил лопав во 70-те. Кражби, го осудуваат години и пол затвор. Он човекот, значи во немаштија, се иначе тоа му било занатот лопав. Таму учи занат на чевлар, излага надвор, отвара чевларска и тоа му е поставено кривично дело што го направил. Такви приказни кај нас веќе нема, значи рехабилитациониот момент не постои, мислам дека тоа е и правилно според мене за нашите судии да одат со казни према минимум. Сега нормално зависи од предмет до предмет. Јанко, не знам дали имаш уште нешто од домашно? Мене ме интересира. Дали мислиш дека ова сега судење, прво дали го знаеш адвокатот што го презеде? За кого? За убиство, за тот. Не го знам. Ми се бува мене за тој предмет еден двајца, меѓутоа не издоговорив ништо. Дали сметаш дека Жената на ова ќе биде нешто како О.Џ. Симпсон што беше на запад судење, дали е од таква категорија или многу повеќе медиумска фрка од што медиумски ќе биде покриен, меѓутоа гледа во многу незавидна состојба со осомничените тука од проста причина што постои снимка. Точно таа снимка не е целосна, меѓутоа било што и да се случувало пред таа снимка нема да им биде олеснување пред судот. Тука се многу независна состојба и според мене има простор за одбрана, со добра одбрана да добие преквалификација првиот дечко што го напаѓа, затоа што и да се случи, стварно сметам дека немал да го убие, немал умисла да го убие. Не сум сигурен за вториот дечко, додека за девојчо е за шал за среќа као сакате завршена приказна. Знаеш што сега Јанаки да те прашам? Рече, не ни е битно што се случи у Даблин, ама со корона кризава и со ускратување на основни човекови права, видовме колку од суштина... Во среденост на државата да изборам, нас не ни интересира таму како иначе. Да. Ти беше жесток противник на овие што се корона вакцини, мислам пасови.
Корона пасови, не Да, вакцини. корона пасови, да. Да. Зашто? Од правен аспект, како гледаше на тие ускратувања на основни човекови права? Види, сега ти кажам, треба да се гледаат работите во малку поширок контекст. Прво, свесни сте дека антиваксер етикетата се лепеше на било кој што не се согласуваше со мејнстрим наративот. Мене ми е глупо веќе да го повторувам тоа, двете мои деца се фул вакцинирани. Не, ама видите, Не. уопште тоа не Постигнал тоа. Да, искаже. значи двете мои деца се фул вакцинирани и не гледам како би бил ја антиваксер ако си ги фаќам децата за рачиња и си ги носам да се вакцинираат. Да. Во однос на корона вакцината, јас не сум вакциниран. Мојата сопруга не е вакцинирана, тоа се едно време сакаше да се вакцинира, тоа се нејзин избор, а децата немам право да немам намера да ги вакцинирам од проста причина што прво не ја видов особената ефикасност на вакцините, зборам кај нас. Никаква. И втора работа затоа што едноставно знаеш како многу ми велат во југословенско време па не се ни прашувало, си го дигал ракавот и те боцкале, да, меѓутоа тоа бе во ни сосема поинакви времиња и вакцини кои што им треба најмалку 3 до 5 години за воопшто да влезат во фаза на производство. Нормално, нови технологии излегуваат цело време, меѓутоа вакцината воопшто не е толку проблем колку што е проблем така наречениот вакцинален сертификат, кој што по моје се повеќе ќе станува стандард во иднина. И така наречена дигитализација на општеството, односно како што можеш да видиш дека се полека се префрла во дигитален свет, каде што можностите за либерте, за слобода на човекот се сведени на минимум. Например, Шведска, не знам колку луѓе го знаат, не знам дали ти го знаеш дека Шведска е кешлес country, односно нема кеш и вие буквално не можете да скриете ни денар од државата и сега некој ќе каже па што е тука лошо да имате ред и поредок во државата. Лошото е тоа што шака луѓе добиваат буквално драконски моки кои што по правило се злоупотребуваат. Во однос на нацимерките, кај нас имаше отворена сегрегација на луѓе кои што не се вакцинирани, со ступидни забрани за влез во меана, а дозволено е да се гласа на избори или да се оди на референдум. Меѓутоа тоа треба да се гледа повеќе како една светска тенденција. Например, во Русија во 2020 година на почетокот се во Москва се инсталираа, тоа може слободно да се провери, по узрокот на Кина facial recognition камери, кои што не знам каква врска имаат со борба против короната и во главном корона мерки се мерки кои што се носат во вонредни околности во кои што извршната власт има па да речеме диктаторски моќи. Кај нас имаше исто така кратко време вонредна состојба во која што владата има право со уредби да менува закони. Тоа се екстремни ситуации, меѓутоа еднаш изгубено право да знаете дека никогаш не може да се врати, односно не можете имаше добри графити кои што се ширеа по Еднаш изгубено право не може да се врати. Па многу тешко затоа што например имаше многу јаки Стекнато право не може да се изгуби. па и обратно можеш да го поставиш тоа, значи Да, ама ние како општество сме дозволиле да го изгубиме. Во Америка имаше многу убави пароли you cannot comply yourself out of dictatorship, значи не можете со согласност да се кај нас уставниот суд одлучи, имаше ние сакавме со колешката Зефич да пуштиме иницијатива, меѓутоа веќе не претркаа едни колеги пуштија, па им ја одбија, односно уставниот суд кај нас се произнесе дека ограничувањата биле во согласност со уставот, со што јас не се согласам и кога говориме за поширок контекст, да се работи за по моје мислење агенда за намалување на спектарот на учество на обичниот граѓанин во општествениот живот и неговите моки да влијае, можете да гледате и во еден поширок контекст. Да, например, само што излегува мерките, имаш Комисија за заштита од дискриминација, ти вели дека тие не се дискриминаторски, иако дискриминаторска основа ти е и политичко убедување. Јас ако поради политичко убедување не сакам да примам вакцина, тоа би требало да се испочитува. Исто така излезе и Хелсиншки комитет, јас имав една преписка со нивни член таму да тоа во нивниот статут медицински состојби не се допа, сепак они излегува со реакција дека сите сме требале да се вакцинираме. Мислиш ли дека оваа дигитална диктатура,
можам слободно да кажам Па така и ја би ја нарекол. дека ќе продолжи. Мислиш ли дека доаѓаме Не само што ќе продолжи, туку и ќе се засилува. Например, по мое мислење, до 2030 година пари ќе нема. Например, парите, само што излезе короната, од Светска здравствена организација, некој си експерт, излезе со мислење дека парите треба да се укинат поради тоа што ширеле корона. Во тој случај, ако е тоа случај, тоа све треба да се укине. Ти ништо не можеш да допреш под изговор дека ливенка не можам да купам во ова, под изговор дека ето тоа може да се короната така да се пренесе. Не само што кога, за жал, живееме можеби во најлошиот период од историјата, мене ми е многу жал да речем ако тргам по тоа колку живеела мајка ми или татко ми, ние и пола живот сме поминале, Јанко, и доста повеќе од пола живот. При крај. Ти е фино, ама преска како тебе. Готов. Мага шупчето беше, овака. Сега ми е јасно зашо мечка не доаѓа. Меѓутоа за деца мој стварно ми е жал затоа што прво социјалниот живот е сведен на телефони. Мислам, имаше две другарки, во малце вон темата, две другарки имаше керка ми на преспивање вчера. Ја кога земаа магарац, кен да играат, мене знаеш како ми беше на освежување, викам, знаете магарац или кен да играат, јас сум ги заборел тие игри, нели, не сум играл одамна, така да живееме во се полош свет во кој што слободата ќе биде мисловна именка, мислам, не водат лудаци не во смисла на национално ниво, туку во смисла на светско ниво и тоа се волнам лудаци кои што се работи за контрол. Прво премокни и второ неизбрани од никого и трето не одговараат на никој, ниту можеме како да ги преиспитаме нивните одлуки. Ниту ние имаме механизам како да влијаме. Пази, револуционери бевте, против капитализм. Работевте за човек кој е олицетворение на ова што го збориш. Сорос е олицетворение. Шпекулант, човек кој... Тоа е тоа. Шистиме едно нешто. Лице па што гледам ми го импутираш повеќе пати. Прво не сум бил као клад дел. Не, тогаш не го збориме. Дел од сега ќе збориме за легализација. Не. Не ти импутирам. Прво, квалификацијата дека ти импутирам ја одбивам. Со индигнација, вади наргилото и идеме за ова. Не може. Јас ке те замолам. Ајде, повели. Угодени си? Не, знаеш така. Не, вака се, гледа гуш. Нема да збориш, па не знам што. Нема да го збориш, па не знам што да е. Чекај да го видиме. Со ова ли? Саше политик. Ивановски политик. Ова е појако тоа. Знаеш ли дека ништо... Те пријави? Мене ме пријави дека сум му се заканувал, што биле заканите дека ќе оттужам, тоа да биде закани. Мене ме пријави карма и за бич, šta дека. Што те пријави? Дека сум му се заканувал кога го снимав ја пред суд, многу беше интересно, морав тоа да го направам. Што не идеш сега на суд тоа да го докажеш дали ти си му се заканувал? Пошто ја Нема ништо да покренат против мене, ние се смеевме у полиција. Што да покренат човекот отиде ме пријави, сум му се заканувал. Кажи зашто карма и за бич. Карма и за бич, зашто? Беше за бич. Кажи. Секи си да е. У кафана идеме, за не секи. Значи, во однос на неа сакам да го кажам. На Влашки јас. На Влашки, Дали си да. му ја видел фотографија? Чега рече у кафана ќе Слика, влав у кафана, имаше слика со блиски негови, празна маса, влашка софра, нема што нема. Смејал, тоа ти е најбољи виц, влашка софра, нема што нема. Мечка не да. Не дојбе, не знам кај. Да привршуваме момци, утре работен ден Ќе привршуваме, кажи за Сорос сега, кажи Еве сега да кажеме ако не е прекинеш. Зашто беше Соросоид? Околу Сороспија. Околу шарја. Човекот што го има измислено терминот Сороспија ја почна кариерата у Сорос. Тоа треба да проверите вака кон новинари тоа да го провериш. Човекот што го има измислено терминот Сороспија. Кој? Па сега кој? Иди провери кој ќе видиш. Ама па си е. Да. Значи го има кариерата почната у Сорос и тоа треба да го провери. Вака се околу шарената револуција, сега ќе ти кажам моето мислење. Значи прво не сум бил дел од шарената револуција во политичка смисла на зборот. Значи најдете ми слика кај фрлам со боја, со ова кај што фарбам. Што сакате ќе го частам? Си требал кеш да земаш. Дозволи ме Немаше се. земано кеш. Значи не за кеш. Сум излегол на 5-6 од тие протести апсолутно, затоа што апсолутно сметам дека се владееше на начин на кој што се владееше. Што некој правил после и злоупотребувал и искористил, си е негова работа. Во однос на Сорос ние имавме таква поделба што беше смешна. Сега ако не гледа владиниот акумулатор или тоа ќе го препознаем.
да расцепот на луѓе кои што се као соросоиди и не се соросоиди се случи на Мартин Нешковски протестите, затоа што таму после месец дена на едни од најдобрите протести у Македонија, кај се собраме? Се наљутив, бе? Да се наљутив, што ти импутирал, па без вазелин ме овако. Се случи по таа основа, во тој дел толку. Не, сварно ќе си бегаш? Да. Докажи. Чим не Па вадиш, тоа. чим не вадиш наргиле, шо Ще више понатаму муабет. Не сакаме да одговарам. Ке шлајфуе се. Чекат у затвор да го питам. Беше како одговара, а што се деси го осудија за тоа? Го судија условно, да, се е на апелација по втор пат на судење. Да. Еднаш му го укина. Еднашка апелација укина поради непрофесионално водење на постапката, зашто го судат на едно рочиште. Нема можност, Нема одбрана, нема да. можност да еднаквост Сам на се оружје. правиш? Не, имаше адвокат, ама немаше можност еднаквост на оружјата да има, Да, да, да. да приложи докази, ништо буквално. Ама знаеш колка е муда извади кај мене на маса? Па што ќе правиш? Вика, не, идам да лежам, вика. Ама не, Нема да лежи. Гледај се, јас сум Момировски зборев, значи не си иде на тоа, ако лежиш, ќе рече се затвараат новинари, вака ќе те тепа на условно, на парична, на таков тип на притисци. Боле лежи. Боле лежи, да. Боле лежи. Не е боле, наши ме затвори не се за лежење, ја ќе ти кажам. Пари ќе даеш? Не е за пари давање. Кажувајте, ајде, ако имате уште нешто, се што интересува на пат. Уште две работи. Ајде. Дали веруваш дека губењево на права постои конспирација за тоа да се деси, човештво да стигнеме до некоја Теории на точка? заговори не постојат, постојат заговори. Да, постојат заговори. Постои заговор. И дали има влашка конспирација за владење на Македонија? Ајде, сега ти кажам. Вака, околу првото прашање, гледај сега. Така наречен нов светски поредок, една светска влада, глобализам, значи не е никаква конспирација. Од 90-та година тоа го збореше отворено Џорџ Буш постариот. Дека ние работиме да се создаде една светска влада, која што ќе биде составена од луѓе кои што се неизбрани од никој, кои што се така наречена политичко-економска елита во светот и која што би им дала незамисливи моки, во буквална смисла да ви исклучат од живење. Значи дали постои заговор? Види, теории на заговор што е мејнстрим сваќање за теории на заговор пратам од дете, дел се покажале како точни, дел се покажале како идиотски. Ја например не верувам дека постојат shape-shifting lizards, кои што доаѓаат од некоја месечина се, меѓутоа апсолутно сметам дека постојат глобалисти кои што ни кријат дека се глобалисти. Во однос на другата тема што ми ја кажете, на доста интересна тема и да го поздравиме вашиот нели овој како го викаат Љупчо Палевски Палчо. Многу да го поздравиме дека властите се тука Љупчо и не мрдаат. Нема закачи Чечен. Не, имаше сериозна закачка. Љупча, остави се тоа. Нема. И само ако може да ни каже на овој попис како се пишале, за да знаеме, бидејќи он така ме убедуваше дека нели се вака, во однос на тоа гледај се, тоа во главном тие теории за влашка конспирација нели за поробување на Македонија произлегуваат од Јанко може памти на Васко Ефтов у 90-тите беше тоа писание за Пулс или за кој да беа 10 олигарси на Македонија. И таму се два тројца власти, и таму излегува таа конспирација. Прво тие луѓе дел од нив ги познам и лично и прво ти тврдам дека попрво очите ги си ги ископаат меѓу себе, него ли да седнат и да прават конспирација. Втора работа, многу едноставно можеш да се одговориш на тоа прашање. Тие што имаа моќно лоби направија држава после Втора светска војна. Тие што немаа лоби не направија држава и тоа би било наједноставен одговор. Израелците имаа силно лоби, направија држава и апсолутно се доминантни во смисла на пропаганда. Ние кога што гледаш немаме држава, не само што немаме држава, него и за 50 години власти ќе нема, затоа што сме народ во изумирање. Така да одговорот би бил не. Ја во овој момент би потпишал, еве ти јавно викам нека ми испљукаат сите. Јој и бесплатно ми плюкаат. На власти би ни ја дал цела Македонија. Не, тоа. Сдружение на властите на Македонија. Еве, так, пријатно. Ајде, власти, терет. Боле ќе истерате. Озбилно. Има Ти што мислиш? Ти што мислиш дали постои конспирација на властите да поробат Македонија? Види, Некако со половиста ми кажа. Јас знаеш што мислам. Некако со половиста ми кажа. Стварно одговори се, фино да. Ама со половиста не. Не бе, знаеш што? Јас знаеш што мислам? Дека у секоја држава постојат група на лоши чичковци кои што имаат многу пари, кои што имаат многу моќ
и кои што сакаат да го втрераат тркалото у Ти сега да имаш фирма кој ќе вработи. свој интерес. Ти да имаш Особено кај нас е власт. Иначе обично е конспирацијата, евреите све ова го Не, се евреите. Тоа е класичен пример имаш фашизам. фирма кој ќе Има луѓе кои што си го тераат тркалото у имаш своја. фабрика со 1000 вработени. Кој ќе Добро. вработиш? Вработиш фамилија. Добро. Тој што е влав и што има фабрика, ќе си ја вработи фамилијата. И од таму излагаат тие, например, секаде се групираат луѓето по етничка основа. И децава бегалци кои бегали, кои се населувале у Романија, у Полска, се групирале и живееле во населби заедно по етничка основа, ме разбираш? Да. Знаеш Баш ли, иначе вете информација од 97 која што е стара, сега состојбата уште полоша од Советна Европа, дека во 97 после 250.000 луѓе во цел свет што го зборат влашки јазик, сега ситуацијата сигурно и полоша. Така да остави тие глупости на страна, не сакам фала. Само уште едно нешто ме интересира. Ти си либерал по политичко Не уверување? брат, не сум либерал, јас сум не знам како да ти објаснам. Десно-лево парадигмата е измислена за да ти излаже дека имаш избор. Од Не аспект сум на човек либерал, не кој се права декларирам. и на такви работи. Знаеш зашто? Пошто многу луѓе кои што со кои што ти имаш, како да ти кажам, многу слични размислувања, се согласувате на многу теми, успеа за време на корона кризава да речат дека све што се случува е со право, пошто народот е лош, треба да има драконски мерки. Значи го рекол со кој јас се согласувам. Види, шаренава револуција. Што мислиш дека се согласуваме за многу работи? Сме се согласувале дека Никола Груевски треба да иде у затвор. Само тоа му е. Иначе друго све им се спротивстави. Ти дали ги гледаше неговите расправи со Амон Срам? Не си, тоа е... Беше многу луѓе кои што Сега себе си се идеме, декларираат господинот што го како спомна да либерали. го прашаме, зашто ти сега, господине Петриц, си бил управо 2011 си барал оставки, зашто сега не бараш оставки? Знаеш ли што ми рече Петри? Дека одредени полициски началници, се мисли на МВР, ВМРО, дека ме форсирале да кај тебе, кај него, демек ме да... Па види, ми се Ја да сум сакал ми се јави политички... еден началник да дојде. Така, ја да сум ми се сакал до јави. сега, ја да сум сакал до сега политички да се активирам и да се продадам условно речено, ќе сум го направил тоа У влашка партија. у влашка партија. Има две влашки партии, а официјално има 10.000 влази и тоа ти каже све што треба да знаеш за држава. Па пепер спреот го држав. Не, само да те пофалам, иди ви спаси некоја честна душа утре. И уште еднаш, како почнав, така ќе завршам. Шала на страна, мислам дека си еден од ликовите јавни со најјак интегритет кај нас. Толку од мене. Поздрав. Гостувањето толку да. И Па вајда се познаваат луѓе. чекај ќе ти испратиме Така. да угасиме Казма да нема сам камера камера. ова. Дечки, читајте Инфомакс, следете Инфомакс, гледајте, опа, влашка глава. Гледајте Инфомакс во среда, интересна емисија ќе имаме со Стефчо. Сега јас сакам само на крај едно прашање. Ама само уште. Кога? Да. Имаш уште иде уште? Има Значи, нешто, не си. кога јас ќе може да добијам такво задоволство ке Палчу емисија да видам присутен? Ама не ме са зашто? Можеме кога сакаш. Теорије на заговор да ги Кога сакаш, ја верувам не, дека човекот ќе Ќе биде го прашате согласен. Палчо дали се согласува. Не, бе, зашто да не биде согласен? па сега треба да се согласи Ама човек. види, у ќе многу го работи се со бои? у многу работи се согласуваат. Сега да бидеме реални, у однос на глобализам, у однос на човек кој Зашто прав. паќе страни? Осте ги има Не фаќам страна. Добре, Палчо да се видиме колку трае, колку му траат емисии. Колку сакаш ќе трае. Така, готово бе. Ајде да бегам. Ајде. Дечки се гледаме, гледате Инфомакс. Следете Инфомакс. Мичка Педерче. Ја прашам, Текст на предлогот на Адев порад Пративме да чува.